Почитувани слушатели на Радио Лидер, добро вечер, точно 18 часот 22 јуни, ново издание на Имам идеја. Денеска наш гостин е Дејан Цветковиќ од профилот Држи вода на Инстаграм. Добар ден, Дејан. Добар ден. Добре, не дојди и за почеток дали би сакал да ни представиш кој си ти, кој е твојот профил на Инстаграм, која е твојата цел, што работиш конкретно? Вака, Држи вода е профил на македонски јазик. Профил што се занимава со микс од финанси, микс од факти, мотивација, доза вести од финансискиот свет и малце хумор секако. Се трудиме да на некој начин да донесеме овие теми на нашава сфера, во нашиот дигитален свет, делот од Инстаграм највеќе да се зборува за овие теми, да луѓето да покажат некој нов интерес, да имаме некои нови теми на разговор кои би можеле да ни придонесат за некоја финансиска иднина. Од каде го црпите вашето искуство, од каде ги црпите информациите конкретно на овие теми? Што ве натера конкретно да го преземете овој чекор, да направите еден ваков, можам да кажам, посебен и уникатен чекор во овој правец, да се мотивираат луѓето да почнуваат да отворат своји бизниси, да се едуцираат финансиски, работи кои во Македонија можам да кажам се подзастапени. Кој е твоето мислење на таа тема конкретно? Пред да почнеме ние со Држи вода, првен го видовме како добра шанса, бидејќи кај нас немаше некој ваков профил. Ако не се лажам, ние сме првиот профил или првиот успешен профил што достигнал некој ниво на оваа тема. Тоа ни се допадна како што имаше празен простор. Второ, што многу луѓе има некои работи, особено младите, што не ги знаат, а би требало да ги знаат у денешниот живот. И трето, зашто да не помогнеме, зашто да не придонесеме нешто на младина овдека што е. Дали од тука би рекол дека вашата работа придонесува, дали има резултати, дали добивате позитивен фидбек, дали имате поддршка, бидејќи бројот на следбеници стварно е преголем за една ваква страна која е буквално уникат и не е на некој начин една не толку отварана тема во јавноста. Така да, финансира како финанси обично не се толку популарна тема во споредба, ако ги земеме како за споредба за анимација, забава, таквите страници, смешки, мимови, не може да се спореди во популарност. Пред да почнеме, мислам дека ќе имаме многу негативен фидбек од луѓето, бидејќи Балканов како Балкан, Македонија не се многу да слушаат од страна некој за пари да им збори или за начин на размислување. Ние сме такви балканците, потврдоглави, у домаќинството не ми се мешај. Али многу се изненадивме позитивно дека 99% од фидбекот што го добивме беше екстра позитивен, екстра огромна поддршка добивме и од помлади луѓе и од постари луѓе. Многу. Која е вашата главна група која ве следи? Па мислам дека главна група ни е некаде од 18 до 30 години, ако збориме за години. Значи, да, како години мислев, значи помагате на најмладите да го пронајдат својот пат, да гледаат на една поинаква перспектива, можам да кажам, во однос на овие прашања за кои ти ме зборуваше. Да, начинот на размислување мислам дека клучен што треба да се промени, особено кај младите. Младите го имаат технологијата на своја страна, го имаат времето на своја страна и доста интелигентни сме како нација. Мислам дека со малку по пренасочување на начинот на размислување, мислам дека можеме да и просперираме баш многу. Дали ова знаење за кое зборуваш, државата соодветно го пружа преку образованието, дали основно, средно или универзитетско, дали еден студент на економски, например, во полето на финанси, може да се запознае со оваа проблематика која вие ја отворате? Па мислам дека ние се задржуваме највеќе на поосновните работи што се во финансиите и во економијата, но основни работи кои мора на некој начин да се знаат за да се биде ефикасен и продуктивен во општество. Економски како факултет може би навлака на некои работи по-длабоко. Нашиот фокус е повеќе предприемнички. Луѓе ако би сакале како да би станале предприемачи во денешно време, да преземат собствена иницијатива, значи за да го средат својот живот, да не чекаат на државата или на трети фактори. Точно така. Мислам дека образованието во полето на предприемништво не ги припреман баш најдобро и баш најефикасно. И ова не е проблем само кај нас и затоа уствари е ваков тренд во денешно време во Америка и во Европа и кај нас, да луѓето повеќе гледаат да се земат на некој начин судбината во своји раце.
образованието не ги припрема за тој дел, како што викаат, повеќе се фокусира како да би бил вработен и на тој начин да придонесуваш во општеството, наместо ти да бидеш далач на работа и на тој начин да придонесуваш. Оној кој ќе создаде некој квалитет, всушност, Да, кој ќе отвори работни места, кој ќе придонесе за целокупното добробит, можам да кажам, на целата економија. Така, да, тоа мислам дека фали во нашето образование, фали. Мислам дека фали. Тоа каже дека отварате необични теми, теми кои се, можам да речам, не секојдневни во Македонија, конкретно на Балканот и пошироко. Сега на запад има еден тренд каде што тоа е во многу поголем пораст од кај нас, можам да предпоставам. Но еве како што листам на твојот профил, гледам за тема која вели дека единичарите, односно оние кои имаат кецови единици во училиште, стануваат богати. Што всушност е пораката овде, бидејќи имам една тема која се отвара, што се дебатира на широко помеѓу младите, можам да речам, и во моите кругови на пошироко, дека факултетот е беспотребна работа, дека факултетот може да се замени многу попродуктивно. Кој е ставот на држи вода на ова, кој е твојот личен став и што би можел да порачаш поврзано со оваа работа? Не дека ова нешто измислено сега ние топла вода сме измислиле, ама парите идат кај тие што се сопственици на фирмите. Ти ако си вработен, никош нема заработуваш повеќе од сопственикот на таа фирма кај што си вработен. И тоа е факт. Не е само кај нас, тоа е секаде во светот. Муабетот со единичарите и со школата, како што кажав, школата не те спрема за да бидеш сопственик, туку те спрема за да бидеш повеќе вработен. Единичарите генерално се по снаодливи, по-пријателски, по-комуникативни, пошто времето што не го губат на учење, го губат на социјализирање, на дружба. И тие како само како комуникативноста, само довербата како вештини, ако искомбинира со начин на размислување и храброст, може многу, не значи дека секој единичар станува богат, или дека секој петкаш ќе стане богат или сиромашен, но мислам дека тие вештини на подолг рок можат многу да им помогнат во иднина, во креирање на богатство. Факултет како факултет, дали да се запише човек или не, нашиот став би било зависи која ти е целта. Пример, има и некои ограничувања, ако би сакал ти да бидеш адвокат, ако би сакал да бидеш доктор, ти мора да идеш на факултет, не можеш да се спасиш од тоа, пошто законски можеш да имаш таа диплома и да ги поминеш тие тестови или испити како му доаѓа. Ако би сакал да бидеш предприемач, да отвориш своја компанија, мислам дека не ти треба факултет, пошто не ти треба. Имаме и многу кај нас примери и на политичката сцена и надвор од нејзе каде што има луѓе со основно оделение, луѓе со средно оделение што биле многу успешни, заработиле многу пари. И тоа не е само кај нас, и во светот е тоа како факт дека поголемиот дел од билионерите се само создадени и многу има што не завршиле факултет. Дури и премногу се наметнува тој муабет со факултетот. А дали факултетот како образование е практичен во иднината, мислам дека премногу се фокусира на премногу теми што не би ги користел во иднината, дури тоа и во средно го има, пример математика, кога учиш некои формули, некои работи што никад нема ги користиш во животот. Академиите што се и кај нас и во светот, мислам дека прават убава работа, се фокусираат на една одредена вештина и го вадат делот и на факултет што би го учил 4 години, они ги вадат најважните делови кои ти би ги учил тие 4 години и ги стават во некоја академија од неколку месеци и ти да можеш да стекнеш истата вештина што би ја стекнал на факултет за пократко време и ќе имаш повеќе време да се испраксираш. А при таа еве можам да кажам рапидна експанзија на овие академии кои буквално сега во времето на коронавирусот, кога се префрли онлайн, кога се стана дигитално, дали тие академии веќе полека ја губат својата вредност? Дали еден човек би можел да се запраша дали таков курс или таква вештина која би ја стекнал на друго место би му донела некакви резултати? Бидејќи тоа, како што рече, јас можам да се сложам дека од книга не се учат тие работи и мислам дека повеќето би се сложиле со ова, но дали таа академија, дали тоа може да го изгуби квалитетот и кој би било оптималното решение со цел повеќе луѓе да се поттикнат токму на овие работи? Проблемот е при факултетите што го имаат е што тие не ги обновуваат нивните учебници колку што треба да ги обновуваат. Како што иде времево, све побрзо и побрзо се менува технологијата. Имам конкретен пример што сум работел со луѓе што работеле конкретно дигитал маркетинг. Има дипломирано 2013-14 година, а уште имаат учено за флопи дискови, што ги нема употреба веќе 15-20 години. Самите материјали, особено во овие полиња, мора барем годишно да се менуваат или на секој 2 години. Мислам имаше еден закон дека технологијата за 18 месеци
веќе се смета за застарена, например 2020 ако искочи некоја технологија, 2022 веќе е застарена технологија. Мислам дека тука може факултетите да се подобрат ако би ги обновувале своите учебници на некој пократок и со подобри информации што ги има на светско ниво. А академиите како академии го прават тоа, тој дел го покриваат, но се што има 80% од тоа го има на интернет, бесплатно на Google, на YouTube, дури има и поевтини курсеви онлайн од не знам смешни суми од $5, $10 што може да се стекне истото знаење, али мислам дека е самиот проблем во психа кај човекот. Ако плати, биде на курс, ќе оди и ќе научи. Ако не плати, седи дома на Google, ќе учи ден, 2, 3, 4 и за после разлика од факултет што си во голема шанса е под притисок да бидеш таму запишан, да одиш само ради реда бидејќи бесплатно, бидејќи треба да го има некој непишано правило. Ама притисок имаат луѓето и од дома, останато уште од времето нашиве родители. У нивно време кога биле они млади, било престиж да се на факултет, кога си те гледале као да си направил не знам што. И на сите нив име целта се, јас не бев на факултет, моето дете ќе иде на факултет. И премногу се случува сите да на факултет и дури има и се случуваат и некои проблеми, нели, џабе ќе завршиш факултет, не можеш да најдеш работа и тоа е реален проблем и многу дипломирани академски граѓани го има во денешницава, али една размисли, пример економски факултет, оваа година дипломираат 1000 економисти. Ќе се вработат. Другата година па има 1000 економисти. Следната година па има 1000 економисти. На Финчи има 1200 ми се чини што се запишуваат секоја година и кога дипломираат луѓе кај ќе дадат, ајде една генерација ќе отиде, втора да ќе отиде, ма нема, едноставно нема. Поголема конкуренција би значило смалување на платите на некој начин. На некој начин да, има премногу студенти има на сите факултети што завршуваат, а ние немаме токав пазар, немаме толку компании, немаме толку што бара толку стручна работна сила за сите тие да се вработат и заради тоа нели викаат завршиш факултет идеш келнер да работиш, зашто ресторан има, нема по твоја струка. Па токму тоа дека направен факултет на економски факултет што некогаш важеле за стварно престижни, за едни од најдобрите во државата, можам да речам, се учи во книги кои се од 90-тите години, значи уште некои економски теории кои во 2008 година сигурно си запознаен се случиле, докажале дека одредена теорија е грешна, уште стојат и се изучуваат како правилни. Дали еден факултет би можел да ти го даде соодветното образование? Во моментов мислам дека не, мислам ќе добиеш ти знаење, ма дали прашањето дали тоа знаење вреди за парите, за стресот и за времето од 4, 5, 6 години што ќе го поминеш на факултет, мислам дека не вреди. Мислам дека би можел да се едуцираш на друг начин во рок од 6 месеци, една година и тие уште 3 години да ги работиш дури практична настава, ти си по тие 4 години во споредба со некој што е на факултет далеку поспремен и повеќе вредиш на пазарот на трудот. Некој сигурно би вработил човек со искуство 3 години што работи некоја работа отколку некој само што заврши факултет. Каде што има илјадници дипломи издадени во истата година. Точно така. Вие имате факултет лично? Јас лично имам 3 години завршено факултет, четвртата ја баталив, мислам немам факултетот завршено, али не можам да кажам дека у тоа време, тоа беше 2016-17, не можам да кажам дека у тоа време јас сум размислувал вака и дека јас факултетот не ми чини. Не и заради тоа го напуштив, туку од сосема други причини, али јас исто приметив моменти каде што имаше, ако може да споделам еден пример, требаше да се оди на пракса. Јас бев на факултет за бизнес и логистика и се одеше на пракса во шпедиција и најдобрите студенти ги бираат да одат во шпедиција, да на пракса, не знам колку беше месец дена, не е ни битно. И кога ќе се вратеа колегите, кажува дека уствари они идеа по бурек, идеа по кафе, идеа ги искористуваа за некои банални работи, однеси ми ги документи на намо, јас да не идам до таму, не дека они собрале некое практично знаење во тие. Само можеш да слушаш и да гледаш како некој ти кажува дека он се знае. Не можеш да научиш, барем тие примери од кај нас што беа, мислам дека не. За Сара девојка ми беше на факултет за графички дизајн и интериер. Има примери каде што уча во тие предмети да цртаат, да дизајнира мебел и ги учат како да цртаат со рака, со шестар, со нели лењери, тие инструменти што тоа е со компјутерски програми. А уште у тоа време све е на компјутерски, се ти идеш да полагаш рачно цртање, нешто што го имаш на еден клик во денешниот свет, кликнеш и да само да ги се нацрта, дизајнира и многу фала тие такви некои работи. Што е естетски многу побаво и многу полесно за тој што го работи. Поточно, многу е важно да е точно изработката на било што, пошто еден милиметар ако се сгреши, може да целиот производ да биде неквалитетен, да биде фаличен, да мора од поново да се прави. Компјутерот
компјутерот има таа прецизност, таа точност се има. Може самиот да ти детектира грешки што би можел ти да ги направиш Точно. или слично. Ако нешто не е во ред, самиот компјутер ќе ти каже ерор, не може да се направи производот. Заедно го водите профилот? Заедно го водиме профилот 50-50. Јас сум повеќе вака сега во последно време на некој начин фронтмен. Сара е све да изгледа убаво, све да изгледа перфектно, да биде точно, да биде За графичкиот дизајн, значи. и графичкиот дизајн и текстови, да биде во тренд и интересни вести некои ако видиме да споделиме, така да не можам да кажам дека сум само јасно да. Заедно го работите, можам да кажам успешна работа. Колку време го имате профилот, со кои Инстаграм профили, таму сте главно, немате на Facebook? Имаме на Facebook, имаме на Twitter, имаме на TikTok, имаме на LinkedIn, значи секаде не има. Генерално истиот сличен контент. TikTok имаме повеќе мотивациони видеа, Twitter имаме повеќе цитати, мотивациони цитати, а Instagram ни е најголемиот дел од публиката. Го имаме година и 2 месеца, мислам, ако не се лажам. Така нешто, година и 2 месеца. И сега Инстаграм, како можам да кажам заедно со TikTok, TikTok има дури малце по малолетна публика. Да. Инстаграм како целна група ви е главна и дали тоа би значило дека младите луѓе се повеќе и повеќе се ориентираат кон тоа, бидејќи ако публиката ви е како што рече од 18 до 35-6 можам да речам години, дали тоа значи дека постои еден позитивен сигнал за промена? Да, дефинитивно. Во менталниот склоп, во мајндсетот, што би се рекло на луѓето. Дефинитивно имаме и постари луѓе, ние сме 27 години, имаме постари луѓе што многу луѓе запознавме преку држи вода и луѓе што се навистина фини, што се навистина мотивирани, што иако се постари се спремни да направат промена, би сакале, наоѓаат вредност во профилот, а има и многу тинеџери што прашуваат како би можел јас како тинеџер да заработувам, како јас би можел во иднина дали да идам на кој факултет, дали мислиш дека не треба да идам. Ние генерално не сакаме да даме директни совети, иди или не иди, оставаме секој сам да се одлучи за себе. Можеме да дадеме некој генерален совет, ете за некои работи од лично искуство. Значи, можам јас да забележам дека во јас кога имав 16-17 години, кога одевме по кафичи, речиси да не можеше да се сретне дека работи некој на моја генерација. А сега можам да забележам дека голем дел од луѓето кои ги знам, кои се на помала возраст, се вработуваат постојано. На што се должи тоа, дали би можел да го детерминираш факторот кој ги убедува нив? Дали овие цитати кои ги кажуваш ти, овој лесен начин на прикажување на одредени финансиски трендови на светот и како луѓето треба сами да се грижат за својата судбина, да не чекаат на трета страна да им помогне, дали тоа позитивно влијае на младите? Дали мислиш дека треба да се инвестира повеќе во тоа гледање на работите? Да, не мислам дека ние сме натерали некој да се вработи, не знам кој има некој пример нека каже, али дали имаме мислам позитивен ефект. Клучот на нас е да презентираме некои теми што се многу комплексни прикажани, стварно се комплексно прикажани во книга, да гледаме на некој прост начин, на некој што врска немал контакт со економски факултет или со финанси или со било што, да може да го разбере тоа, значи на некој на нашки јазик што би се рекло. На една слика прикажано на наједноставен начин. Да, сега и на YouTube почнавме се фокусираме, спремаме доста видеа каде што ќе пробаме тие некои најосновни теми. Ако го разбереш општество капиталистичко денес како видео игра, ако го споделиш, први нешто што треба да научиш да ги научиш правилата на играта. Ова може да го правиш, ова не може да го правиш, ова е вака, ова е така и после да најдеш ти начин како би може тие правила да ги ставиш во своја корист. Тоа е нашиот дел, да ги запознаеме на луѓето со правилата и да видиме некои светски трендови, некои светски успешни луѓе како ги користат тие правила за да добијат некоја предност во општеството, да можеме ние некако да ги скопираме на некој начин и зошто да се пренесат тука. Значи едукација за секој да свати дека својата судбина, својот просперитет и богатство, среќата што треба да ја бара во животот, треба да ја бара самиот. Така. Знаејќи ги овие правила што ги кажуваш ти на денешното општество. Да, на некој начин најубаво е да си сам одговорен за својата иднина, пошто многу не можеш да чекаш, мислам кај нас многу се чека на некој друг. Најчесто се чека почнувајќи од родители, имам јас врсници на моја генерација 27-28 што уште чекаат на мама и на тато. Него има и тој муабет е многу познат, иде по кафич со студенери од мама и од тато, но ете трендот е како што спомна се зголемува уште од све порана возраст, да децата, тинеџерите и младите да си бараат работа и да се барат местото во општеството, да се го барат кај припаѓам јас, што би правил, како би правил. Кога сме кај младите и нивниот поглед за капиталистичкото општество и денешно општество кое не обкружува, има многу како табу тема е да се зборува дека приватното е добро, дека знаеш во приватното
газдите ги експлоатираат работниците, зашто да идам таму, ќе си најдам државна работа, ќе пијам 5 кафења. Така. Кјути бар пријавен си оној што беше баш муабетот што кружи по Инстаграм, Да. гледам дека го пишувате и дали кој е твојот став околу конкретната проблематика државно-приватно? Што е најдобро за еден млад човек од тој аспект? Така, мислам дека управо се луѓето кои викаат приватно нечени пошто ги експлоатираат, бидејќи е реално тоа до некој степен. Има многу примери каде што луѓе многу стресно ги поминуваат работните денови, со многу нервози, уште од кога ќе стане сабајле, уште од синоќа од кога ќе си легне да спие, не му си иде утредента на работа. И многу кај нас приватњаците гледаат максимум да го излечат од вработените, а многу малце да им дадат, дури и да не им дадат. Дури е предност кај нас да си пријавен, дури уште сме ние во тоа доба заглавени, кај што има луѓе што не се пријавени или луѓе што 3 месеци им касни плата и идат на работа. Тие се тие проблеми што приватниот сектор треба да си ги среди. Исто е многу позитивна промена во приватниот сектор, овие помлади предприемачи што сум ги сретнал и што ги имам видено, зборам 30 години до 40, 20, 30, многу повеќе се фокусираат на како да му пружи на вработениот да биде попријатно да се осеќа, покомфортно, полесно да му ја направи работата, зашто на крајот на денот тој е тој што придонесува за таа машинерија да заработува пари. Тие се двигатели не на компанија вработени. Моторот, значи задоволен работник би значило и успешна работа, зашто Тоа е логично, ама најчесто го среќавам тоа сега да изгенерализирам кај постариве газди останало тоа југословенското време да ги цедат вработените, што мислам дека е многу убаво што се менува полека и тоа. А за државна работа можам да кажам дека државната администрација во секое поле е многу неефикасна во денешно време. 100 шалтери треба да смениш, па чекаш, па таа е нервозна на шалтер, па муабето ти фали една платница, дечко. Многу се неефикасни во моментов, уште се занимаваат со многу папирологија наместо со компјутери. Почнува гледам држава на некој полиња прави дигитализација, полека да ги подобра на некој начин, но има и тука други проблеми, треба да обучиш персонал како треба да работиш, па ти треба добар софтвер, па дали од македонска компанија софтвер, дали од странска, одма ќе настанат проблеми, па опозицијата ќе каже вие сте украле од тендерот. Има многу комплексни проблеми се тие во државната администрација. Али луѓето највеќе сакаат зашто многу полесно банките даваат кредит ако работиш во државна компанија, наместо ако работиш во приватна. Бидејќи во државна компанија кога ти си на неопределено, ти си на некој начин на стабилно работно место, банката знае дека ти ќе земаш плата за долг временски период и ќе можеш да оплатиш кредит. Приватно, што сега може да ти избрка во секој момент. Затоа е тука тоа многу луѓето што го бараат, сакаат да си имаат стаж, да се бидат пријавени, здравствено да им тече, да им тече стаж, да работат во неефикасна околина каде што ќе може клати врата, земај плата, каде што го прават многу, но не дека ние го измислуваме, не знам, јавна тајна на некој начин, сите го знаат тоа. постои секаде тоа. Сите го знаат тоа дека државно не се работи како приватно, пошто приватно и ја да сум ќе сакам да работиш, пошто ако не работиш ти ја не можам да имам ќара, вака државата може да се поминат низ некои дупки и секој сака да заработува помалку да работи. Кој не ќе? Јас сакам да седам цел ден дома, и да се заработувам. Но нели едно од пораките кои ги спраќате, дали е тоа така, ќе ми потврдиш е дека ако доволно напорно работиш за одреден период, можеш да стигнеш до конкретна точка од каде што ти само ќе добиваш дали пасивни приходи, дали со помал труд ќе ги заработуваш тие средства, дали ќе тоа е што го викаат финансиска слобода. Тоа е светски термин, финансиска слобода, каде што ти многу малци или воопшто нема да работиш, а ќе имаш доволно за да си живееш некој живот, некој Пристоен лајфстайл, што ти сметаш дека за тебе ти е пристоен. Можеби ти сметаш дека ти треба, не знам, 10.000 евра месечно за пристоен, може мене ми треба 2.000, некој му требаат 100.000. Значи секој за себе да си има некоја цел, како јас да би стигнал до околу пасивни приходи на некој начин, и да се фокусира на тоа, дури да потроши 10-20 години, 20 години нека потроши за да стигне до тука, тој пак ќе дојде во период од животот кога што ќе не мора да работи во споредба ако би работел за некој друг, да му го оствари на неговиот сон за пасивни приходи и да биде заглавен во некоја работа што секој ден ќе ја мрази. Јас сум работел и за себе, сум работел и за друг. И ето од лично искуство можам да кажам дека кога работам за себе не се уморувам. Да работам 15 сата нема да бидам уморен. А треба да работам две работи по 8 сати за 20 различни луѓе, ќе ти се смачува. не ти е задоволството, знаеш дека не ти се оди едноставно
нема желба. Немаш толку желба. Тука сега тоа што го кажа кај приватниот сектор, сега би сакал да се осврнам на една тема која е дебатирана, можам да речам, на светски рамки. Тоа е околу еднаквоста на можностите. Сега како две категории, еднаквост на исход, нели, што се вели дека сите треба да имаат еднакво, нели, оние идеи што се докажаа, што се осудено пропаднати, можам да речам. Добиваат популарност сега и тие идеи повторно. Тоа многу ми е кај младите. Можност за па се сведува на тоа на кој начин е полесен. Полесно е него да ти даде еднаков исход отколку да имаш еднаква можност. Дали тоа е вистинска правда? Дали е причината правдата? Ја мислам дека не. Ја мислам дека не е правда. Ја мислам дека ти ако си види во капитализмот, тие што заработуваат највеќе пари се тие што решаваат најголеми проблеми. И тоа е тајната на богатите на некој начин. Најди некој проблем, реши го, за некој јас имам проблем, јас сум спремен да платам за тој проблем ти да ми го решиш. Колку е поголем тој проблем или на колку повеќе луѓе го решава тој проблем, повеќе луѓе ќе ти платат. И тоа е проста математика. Еве земи го Facebook, немавме социјални медиуми, сакаме да комуницираме од 24/7, сакаме да кажуваме што се случува во нашиот живот, некој му технало, го направил, станува најбогат човек. Amazon, сакам да кликнам, не знам да си купам пенкало, ми стига за 24 сата дома. Тоа го нема, он го решава тој проблем и затоа он е награден, не дека не измамил он на нас нешто. Па тоа, баш сакам на тоа да се навратам, тоа владее кај младите дека тој што е собственик, тој буквално ништо не работи, сметаат. Сметаат дека неговите вработени рмбаат по цело време, читаме статии за тоа како Джеф Безос ги експлоатира вработените, не велам дека тоа не постои. Сигурно постои, да. Сигурно постои, но дали богатството кое тој го има, дали тоа е заслужено или не? Ја мислам дека е заслужено. Значи ти од еден од 7 милиарди луѓе на планетава, ти успеваш да решиш проблем што ќе ги задоволи потребите на сите 7 милиарди. Па дали тој заслужува да биде платен за таа работа? Јас би рекол дека заслужува, но што е тоа што ги тера младите да размислуваат во спротивната насока, да се угледуваат на модели кои тебе како способен, карикирам, електроинженер и јас како скроз некоја друга спротивна работа која е физичка работа, би заработувале исто. Каде е тука правдата? Што е тоа што ги влече луѓето? Дали е недоволна едукација, дали е недоволно познавање, дали е самата што се нема поттик, што нема доволно. За кај нас тука проблем е што како прво нема народов и младиве и постариве немаат самодоверба во себе. Кај нас не мисли човек дека може да успее во животот. И тоа е факт. Се мисли дека, не знам, ајде да карикирам 30.000 денари плата во моментов е врвот што може некој млад човек да го достигне. И никако јас сум од, не знам, село Смилковци, пример, каде јас ќе успеам во животот? Јас не можам, ја не сум ни од Скопје, не сум ни од странство, јас немам факултет, самите луѓе се ограничуваат себе дека не би можеле да успеат. И тука наоѓаат они спас во тоа дека ако би постоел некој таков систем и ако тие не се доволно, нема доволно вештини што би можеле да придонесат некаде, би можеле да заработуваат некоја солидна сума. Ја мислам тука влијае многу самодовербата како фактор, дека јас не можам пример да заработувам 30.000 денари, но во овој систем би можел да заработувам 30.000 денари и би ми било полесно да заработувам. И би ти било поубаво, можам да кажам, не на тебе, туку општо гледано на просечниот човек, дека заработува еднакво со некој друг, дека некој нема повеќе од него, што според мене е крајно неправедно. Сега дали системов е праведен, што го имаме во моментов? Системот како систем е праведен, но тие што треба да спроведуваат правдата не се праведни. И Значи... тоа не е само кај нас е повеќе изразено, тие што за капитализмот како капитализам е праведен, има еднакви можности за сите, но и ние имаме многу големи проблеми, тие што треба да донесат правдата во капитализмот, си користат таму за себе. Значи тие што треба да ги обезбедат тие еднакви можности за секој да може да успее или да пропадне, да биде твоја одлука. Така. Тие не ги прават тие рамки што се потребни. Да, искористување има и типот на рекети кај нас се случуваат, те се јавни тајни. Има муабети на тендери се даваат на мој твој пример, држава ќе сака да се изгради, не знам, пат ќе го даде на тој што е негов човек, на таа компанија. Такви некои работи кај што наместо да дадат шанса на најспособниот, ја даваат шанса на Многу политика има кај нас, за жал. И тоа е голем демотиватор и за мене како млад човек, и за тоа многу бегаат. Не дека се толку страшни парите кај нас. Не е толку тешко да се направи да се заработат пари за да се има стабилен живот. Проблемот е што не функционира судство, не функционира убаво здравство, не функционира убаво образование, не функционира Министерство за правда. Тие некои работи што би требале да се основни за да се има убав живот,
тука ти е таа лакомост на одредени поединци на високи. Значи самото знаење дека некој би можел да ти го одземе тоа што ти ќе го создадеш како идеја што би решила проблем еве на мал пазар од 2 милиони луѓе во најмала рака. Знаеш дека некој би можел тоа да ти го обезвредни, некој би можел тоа премногу да ти го даночи, па на сето тоа да ти зема рекет што го спомна. И дали тоа е главната демотивација или е демотивацијата во главата на луѓето? Каде би го лоцирал проблемот примарно? Па примарно е во мајндсетот, дефинитивно. Тој што сака да успее ќе гледа како да се приспособи и ги гледа проблемите, правилата на играта ги гледа и ќе гледа како да ги искористи правилата за да некако тој да успее на финансиско ниво. Тоа е прво, а второ, многу луѓе, ти викам, поради таа самодоверба и поради немање на мајндсет не се одлучуваат на таков скок и за жал терат едноставно живот што не им е убав. Ја не знам како да го кажам на тоа, ако не ти е убаво, гледа нешто да смениш. Многу е форсиран трендот, излези ти од работа и почни свој бизнис, тоа се многу амерички трендови. И не се баш многу практични, некој не може да дозволи. Некој што има пример фамилија, има деца, не може тој да дозволи одеднаш да даде отказ и да си тера некои негови соништа. Поединечни се секој како се состојби. Некој пример би морал да работи екстра сати, некој би пример може некој ти млад човек, некој може стварно да даде отказ и да си тера. Некој пример ќе мора после работа да работи на нешто друго, за некој ден после 5 години да може да си даде отказ. Та може да инвестира Да, многу се персонализирани ситуациите и нема некоја фиксно правило, ти треба тоа да го направиш или не треба, али све почнува од начинот на размислување. Сам да се видиш ти со себе, јас сум оваа личност, овие се моите јаки страни, овие се моите слаби страни. Дај да видиме се како од јакиве, дали ја ги поправам слабиве, дали ја ги искористам јакиве, дали ми фали некоја вештина. Не знам, сам да си најдеш како би можел да си. Значи како човек што се обидел да создаде нешто, не си успеал поради државната моќ, дали поради некој трет фактор што постоел, дали сметаш дека има општество во светов, кои држави на пример би биле, каде што ти можеш стварно да целиш кон својата среќа со тоа што го знаеш? Дали постојат такви примери на кои нашата држава би можела да се угледа? Па генерално секоја западна земја е подобра од нас во тоа поле. Ја мислам дека имаме интернетот како можност во Македонија е најголемата алатка што ние имаме и мислам дека сме во предност и од Америка и од Швајцарија и од не знам Англија, сеедно. Го имаме ние чеко напред сме пред нив, што преку интернет ти можеш да работиш за компанија во Америка, мислам тоа се знае. Наместо порано пред 20 години, ако би сакал ти да заработуваш, не знам, лупам 3000 евра, мора да идеш на печалба, куферот да земеш, идеш во Германија, да работиш 6 месеци, па да доеш. Сега истото тоа го можеш додека седиш во Македонија. Предноста што имаме ние во Македонија, во споредба Германија да земам, трошоците што ги имаш месечни се далеку помали него да живееш во Германија. Ти можеби од 3000 евра ќе трошиш 1500, лупам се на трошоци, во Македонија ќе потрошиш 200-300. Или не знам, Америка, сеедно. Интернетот како алатка не само заради тоа, мислам дека да би вработила, и тоа е се многу тренд, особено со коронава што вработуваат луѓе што работат од дома, и се повеќе и повеќе вработуваат луѓе од Балканот, луѓе од Индија, Пакистан, овие по слаби економски држави, бидејќи ако тој сака да вработи, особено за дигитални вештини, зборам, социјални медиуми, програмирање, не знам, видео едитирање, све нешто што може дигитално да се произведе, тој не сака американецот да вработи некој американец што ќе му дава 10.000 евра плата, ќе вработи македонец што ќе му дава 3.000 евра плата. Ти си далеку во предност и ти си задоволен и тој е задоволен. Мислам дека интернетот треба државата повеќе да се фокусира, да ги промовира овие дигитални вештини, да бидеме. Естонија е многу јака држава во Европа, што они има добар пример за дигитализацијата. Дигитализација има, дури дигитално државјанство, дигитални визи даваат. Гледа да привлеча што е можно повеќе дигитални номади, не знам колку си запознат, тоа е нова шема сега. Последниот што би значило тоа, појасни? Дигитален номад е човек што работи 100% на интернет, со вештини кои ги има да ги продаде на интернет, некако вработи некако, да даде некоја услуга, што живеат, една година живее во Португалија, една година живее во Германија, една година живее во Америка, се шета низ светот додека се работи, заработува солидно и си има, нели, секој сака да патува. И они го фаќаат тој некој сон на некој начин што го имате. Пример Естонија, мислам дека и Србија, ако не се лажам, не ме фаќајте за збор, дека уведе пример за дигитални номади да не плаќаат данок додека живеат во Србија. Они сакаат да ги предовлечат тие странци, пошто тој заработува, не знам, 5, 10, 20 000 евра, кај ќе ги потроши? Ќе потроши во Србија. Точно и самиот живот
Да, Кошта нормално, самиот. мораш и да живееш негде, мораш да јадеш, можеш да купиш алишта, мораш да превоз, мораш, не знам, многу работи, свега. Тоа е како транска директна инвестиција може да се рече На каде што некој начин, да. Србија сега последно мислам лани истото го направи да привлече дигитални номади, кај нас мислам дека немаме некоја иницијатива, не сум запознат. Мислам дека тоа е добар начин да се придонесе економски и да се дигне свеста дека е можно. Пример, ако видам некој од не знам, дошол од Америка, дека прави видеа и заработува 10.000 евра, па тој не е попаметен од мене, зашто ја да не знам да правам некоја вештина. Ќе посветам 6 месеци, година, 2, зашто да не? Општо ќе се дигне свеста дека треба да се дигне тоа свеста дека може да се успее од Македонија. Има многу примери што успеале многу во Македонија и во дигиталниот свет. Ја познавам лично примери што многу онлайн заработуваат. И ние сме едни од тие што работиме онлайн, така да можам да кажам дека онлайн е еднината кај што треба младите да се фокусираат. Еве каже дека Србија земала таков позитивен пример. Значи јас вчера читав дека го укинале данокот на доход за лица дали под 30 или 40 години беше, каде што е стварно мотивацијска мерка за младите, можам да речам. Дали државата овде презема доволно чекори, дали ние воопшто имаме таков план Ние имаме да ги поттикнеме тие работи или пак треба да се остави секој од нас сам да си бара работа на интернет? Но каде е тука мотивацијата? Што е тоа што ќе те поттикне да го направиш тоа? и кај нас има, не дека нема, има некои работи, имаше не знам како се викаше програма кај што аплицираш за бескаматен кредит, без повратни средства. Аплицираш. Имаше државни, да. Мислам уште цитира тоа, аплицираш ти, ако ти изберат ќе ти дадат како беше околу 5000 евра, ти дава да почнеш компанија, мораш да работиш уште 20, да бидете пријавени 2 години. Но повторно доаѓа тука проблемот што давање на мој твој пари. Многу луѓе се обесхрабруваат, него не знаат дека има таква опција. Друго плюс кај нас што го има компанија до, сега мислам до 3 милиони денари, ако заработи во годината до 3 милиони денари, не плаќа данок на добивка. Што е многу убав поттик за нови компании, за млади предприемачи. Ја да отворам компанија, заработувам до 3 милиони денари, не треба да платам ништо данок до добивката. На 3 милиона, пример ако соберам 5 милиона, карикирам, за тие 2 милиона само ќе платам данок, за тие 3 нема да платам. И тоа е некој убав поттик. Но нема храброст и нема од дома кој да ги научи, нема од дома кој да ги буцне на луѓево. Сам е тешко да си го смениш мајндсетот. Комплексни се, многу се комплексни проблеми. Не може да се најде една работа, оваа да смениме и све ќе биде окей. Точно, и во секој општество може да влијае различно. Можеби кај нас овие идеи и јас мислам дека ќе упалат, ќе профункционираат и дека ќе придонесат кон општата добра благосостојба на сите, но дали сега еден млад човек би можел конкретно да се сврти кон како треба тој да се пласира на пазарот на трудот ни светот. Значи јас не знам ниту еден вебсайт на кој би можел да се снајдам. Не знам ниту еден начин на кој би можел да се мотивирам. Дали држиво да го нуди тоа? Дали вие имате промовирано некои такви? Не, ама има постат вебсајтови. Најпознати се Upwork, Freelancer, Fiverr. Има тие три се најпознати. Мислам има сигурно уште некој што искочи. Значи ти можеш секоја своја вештина која мислиш дека ја поседуваш. Дигитална вештина, збориме, тие се сајтови дигитални. За да не знам, зборам од дигитален маркетинг, зборам од видео едитирање, графички дизајн, такви работи, тие можеш таму да се пријавиш, а јас го работам ова, вработиме. И самите сајтови се толку познати што компании од Америка доаѓаат пример и бараат човек за ефтино, поевтино што би им работел. И јас знам дека има многу успешни македонци. Македонија, зборам од Скопје, што заработуваат многу големи суми само преку тие сајтови. И LinkedIn сакам да го кажам како социјална платформа, не знам, кај нас се користи, кај нас не се користи толку многу како Instagram и Facebook. Да, но имаат посебен сектор за огласи каде што бараат компании работа за некој што би работел од дома. Може така да најдеш работа, може да најдеш клиенти доека работиш некоја таква вештина за себе, како фриленсер или како своја агенција, пример ја правам видео едитинг, на милион фирми ќе им пишам, зашто не им пишам на милион фирми, дали ви треба видео едитинг, дали ви треба видео едитинг, милион фирми 20 ќе ме вработат. Значи можности постојат. Постојат. Значи зборам има ете ги Fiverr, Upwork, Freelancer, LinkedIn, email, зборам за дигитални вештини зашто се толку добри. Отвори, не знам, на Google Maps град у Лондон ќе го отворам. Нели сите бизнеси ги има на Google Maps. Ќе го отворам, дали гледам вебсајт, овие катастрофа, сакате ли да ми направам вебсајт? Ќе му се јавам на WhatsApp. Не знам, отворам следниот, дали ви треба вебсајт? Отворам следниот, дали ви треба вебсајт? И 100 луѓе на ден ако контактираш за еден месец ќе најдеш 5, 6, 7 клиенти што би ти платиле, не знам, 500.000 евра од клиент. Само ти треба клучен е моментот да имаш таа вештина. Многу луѓе
немаат вештини. И тоа многу исто ги кочи луѓето, нема вештина што е платена, некој од другата страна да сака да ти ја плати таа вештина, за да можеш ти да ја продадеш на некој начин. Но со соодветната едукација што ја нудите, еве можам да речам, не само вие, туку има и други сајтови Да. како што знам, луѓето се мотивираат да го направат тоа, луѓето ќе почнат да бараат и би се поттикнале конкретно да отидат во таа насока. Да, мислам Сега- дека тоа не е една од целите што имаме, има и други страници, да. Генерално и ова се факти дека може и има примери, само што ете тие не никој не сака да дискочи да каже ја заработувам, колку ја заработувам. Никој не се ни замара толку да одвојат време, тој се работи цел ден, ќе се и на мене и на тебе ќе ми кажува како заработува и што. Али еве од лично искуство ви кажувам и познавам примери далеку повеќе од нас што заработува дека може од Македонија. Фали мотивација, фали начин на размислување, што мислам дека ете почнуваме на некој начин пополека, сепак е тоа процес, не може да се случи. Но самата мотивација која се нуди придонесува до тоа човек да си каже чекај, никогаш не е доцна, посебно Да. на 20 години, 25 кога имаш, никогаш не е доцна, ќе стекнам вештина за 2 години ќе почнам да го работам и Ние сме страшно млади, значи зборам 40-50 години, не е доцна, не па на 20 години. И тоа многу се наметна америчката култура. Мораш ја да стана милионер на 25, да стана милионер на 30, или не знам, не можам да почнам јас, ово има милиарди, што ќе правам јас, како ќе го победам. Не ти требаат милиарди за да имаш убав живот. Не ти треба дури ни милиони, не ти треба добра за да понуда ти треба, добра идеја. Не можеш да бидеш следниот Facebook, не можеш да бидеш следниот, не знам, Uber или следниот Amazon. Можеш да решиш некој помал проблем. Многу се фокусираат на тие, јас ќе го бутнам сега Facebook, ја ќе бидам новиот TikTok. Реши помал проблем, земи, не знам, 100.000 евра годишно. Можно, тоа е по цел што може по реално да се оствари. Да станеш милиардер во денешно време, многу се мали шансите статистички. Не мораш да целиш кон тоа. А ти пример, не знам, лупав 100.000 евра годишно, можеш да си имаш повеќе од комфорен живот во било која држава во светот, не мора да е Македонија. Кога спомна милиарди и лесно заработување, би сакал да отвориме една друга тема, тоа се криптовалутите и берзата. Да. Дали имаш искуство со општо со македонска берза, со светска берза, со криптовалутите, бидејќи имам видено и онака дескриптивни слики кои опишуваат што се Да, случува на тоа македонска поле. берза не постои за криптовалути, има за акции. Сме купували акции на македонска берза. А криптовалутите како нова технологија, нова појава, мислам дека од типот на инвестирање, да инвестираш во акции, ќе ти треба време, ќе ти требаат пари, се стабилни на некој начин. Криптовалутите се во едно многу турбулентно време, што има доста ризик, но со многу малце пари, пошто ние во Македонија нели во споредба со Америка има многу малце пари, да си дозволиме да можеме ние да би инвестирале во криптовалути. Со многу малце пари, со доста трпение, мислам дека се исто така моќна инвестициона алатка, значи не збориме за заработка месечна, туку за капитална добивка, купуваш поевтино, го продаваш поскапо. Тоа е капитално, а заработка е нешто што месечно би го заработил. Од типот на инвестиции мислам дека многу моќна алатка што може да се искористи и од Македонија, но исто имаме многу мала едукација за криптовалутите исто кај нас во Тоа освен вашата Инстаграм страница и уште 2-3 кои буквално пишуваат за криптовалутите, јас не можам ништо друго да најдам во таа сфера на македонски јазик. Ние планираме баш на македонски да објавиме типот на 4-5 видеа на YouTube од типот на крипто едукација, каде што би ги покриле најважните и најосновните теми што секој би требал да ги знае, за да може со својот телефон да купи криптовалути. Од Македонија, од Скопје да може да ги продаде, да може да си, не знам, повлече пари. Од А до Ш све што би требал да знаеш, да речеме 5 видео по 10 до 15 минути да одвоиш, да ги изгледаш и мислам дека ќе бидеш Како за вовед, како за најава, што се криптовалути? Како на наједноставен начин тоа да му се објасни на некој човек и понатаму како може тој од Македонија да тргува со истите? Криптовалути ти се дигитални пари. Нема хартија, нема железо, не е паричка, не е хартиена пара, но сепак постои. Ти кога ќе видиш и картичкиве што ги користиме Visa, Mastercard, се па на некој начин дигитални пари. Тие се банката не значи дека он има милиарди во нејзе банката, али затоа има милиарди во бројки во компјутерот. Циркулираат. Да, пример ти ако сакаш, не знам, 100.000 денари да е пример, јас да ти преферам на тебе 100.000 денари, нема се моја, не знам, Стопанска банка да дојде од твојата Тутунска банка со 100.000 ги од Дејан за Бојан парите, туку так, од тие 100.000 бројката се префера тука. И тие се на некој начин дигитални пари. Сега фората во криптовалутите што
некои се само пари како валути, а некои се парички кои се целосни проекти. Која е разликата тука? На наједноставен начин. Софтвер наспротив валута. Значи збориме ако биткоинот е валута за плаќање, како што е денар, долар, евро, јен, етериумот е софтвер. Како да го земе Windows во компјутерот што го имаш или Linux или Android, Android или iOS во телефонот, самиот софтвер е етериум. А за да функционира тој софтвер, мора да има некоја валута што ги плаќа сите тие за да го прават тој софтвер да функционира. Тоа е етериумот. Во тој софтвер парата што циркулира за да може софтверот да функционира. А на што се базира тој софтвер, каде се користи? Која е неговата намена? А сите користат блокчейн технологијата. Малку опширна тема е блокчейн како технологија и тоа планираме да го споделиме на YouTube. Тоа е технологија каде што нема еден централен човек. Во банка пример имаш еден софтвер кој банката го користи за да ги прави сите трансакции. Во блокчейн имаш наместо еден централен софтвер, банката е во средина, ние сите сме од страна луѓето и си правиме трансакции преку банката. Блокчейнот е софтвер каде што централниот човек не постои, сите ние луѓе што сме делови од блокчейнот го правиме софтверот. Се што ќе се случи во блокчейнот, јас кога ќе ти префрлам на тебе 100.000 денари, како нели во банка муабетот, сите што се членови на блокчейнот знаат дека ја тебе сум ти дал 100.000 денари. И нема лажење тука, нема крадење. Сите знаат во секој момент ти колку пари имаш на твојот паричник крипто. Пример, да поедам колку пари има Бојан и банка да прашам, ќе ми речат, дечко гитло тука. Да. А во блокчейнот ти можеш да секоја адреса да видиш во секој момент колку пари има и во секој момент колку пари на кого му пратило. И тоа е тоа што е мокро и тоа е тоа што не може да се хакне, не можеш ти да софтверски да ја да напишам во банката дека ти имаш 50.000 денари кога ти имаш 100.000, ти имаш 100.000 денари, а софтверски го хакнам софтверот, ти имаш 50.000 денари во моментов. Значи самиот проект ти го детерминира, тој секој може да добие пристап. Не може пошто сите знаат дека имаш ти 100.000 денари. Ја треба да ги хакнам милиарда компјутери у светот, а тоа не е возможно да се. Не мора 51% треба да ги хакнам да кажа дека имаш ти помалку пари за да би ги хакнал твоите пари. Тоа не е возможно. Тоа е тоа што го прави блокчейнот многу моќен. И сега дали се централизирани или се децентрализирани за разлика од банките? Они се децентрализирани дефинитивно. Нема централ, нема човек кој кажува колку пари. Кај нас имаме НБРМ, Народна банка на Република Македонија, централна банка која е задолжена колку денари има во економијава. Она е единствената што има овластување законски да принта пари кај нас и она е таа што се грижи дали ќе има инфлација кај нас, дали нема да има инфлација, дали денарот ќе го врзаме за евро, дали ќе биде сам по себе. А тука ние сите луѓе што сме членови на блокчейнот, вамо имаме банката како една единка централна што одлучува, а ние како луѓе тука ние одлучуваме колку пари ќе биде биткоинот. Ние утре ако сите се договориме дека биткоинот ќе биде 0, биткоинот ќе биде 0. Сите ако се договориме биткоинот ќе биде милион, биткоинот ќе биде милион. Не може владата да каже, не може централната банка да каже која валута колку пари ќе биде. Тоа е тоа што им дава на луѓето слобода на некој начин да одлучуваат кој што и колку ќе вреди. И сега во Америка, на пример, се збори дека тие Фед што се вика што ги принтаат парите, што би било НБРМ во нашата држава, тие значи принтаат премногу пари, може да се рече дека мислам дека половина од парите што се вкупно испринтани се во последните 10 години, ако не се лажам или последните неколку години, 2-3 со короната, се околу пола од парите што И сега критичарите би рекле дека ова постојано копање на биткоини, би сакал и тоа да го објасниш подоцна, Добро. би придонело до тоа да дојде до инфлација. Бидејќи сите би можеле да заработат, дека би почнале цените нагло да растат и би дошло до целосен колапс на системот, дека тие се некои балони. Како тоа некои го поврзуваат конкретно со криптовалутите кои што велиш се слобода, а не и со државата? Ете пример сега во Америка, како кај нас што дава нели 6.000 денари да идеш на одмор, ваучери да што бе, и они така добиваат некој стимулус чек, не знам сега колку им беше, не ни битно. $2,000 мислам беше последниот. Да е $2,000 да кажеме, и сите тие луѓе ги ставаат парите во криптовалути. Купуваат. Сега пример денеска бил лупам сега 10.000 евра биткоин. Денеска јас имам еден биткоин. Се дешава корона, се случува година-две, луѓето сите го купуваат биткоинот. Станува 11.000, станува 12.000, станува 13.000, 15, 20, 30, 40. Јас што сум го купил на 10.000, сакам да си го продадам на 40.000. Некој човек што напред купил. Јас ќе го продадам, ќе се намали на 39. Друг ќе го продаде, трет ќе го продаде, сите што купувале порано ќе го продаваат. И други луѓе што кога ќе видат дека биткоинот цената му паѓа, и другите луѓе почнуваат да продаваат и цената уже толку паѓа и затоа тие ги викаат балони. Многу луѓе купуваат и тоаш први веќе почнат да продаваат, ќе почнат цената се симнува и има таков домино ефект
кај што како сега во моментов денеска што има, беше берзата последниве неколку месеци пумпана и сега берзата е многу доле, бидејќи тие првите почнале да продаваат, па вториве почнале да продаваат, третиве и веќе почнале да се плашат, леле ја купив да продала. Заради тоа се дешава тој пат, заради тоа викате они такви балони. И не значи дека некој кога продава друг треба да ја купи истата. Точно тоа се случува, тоа се случува и во акции. И сега ако падне доволно биткоинот или било која акција, било која криптовалута, не значи тоа дека повеќе луѓе ќе се мотивираат да купат, дека тоа би добило поголем публицитет. Точно, после пак ќе почне да се крева цената. Пак се врти истиот циклус. Истиот циклус има случајно 2017 година крајот кога биткоинот беше $20,000. Прв пат стигнува криптовалута $20,000. Луѓето се радосни тие што купиле на 500, на $1,000, на 2000, секој ја го купи за 2000, сега 20,000 да се продадам. Еден продава, друг продава, трет продава, исто да се случува сега. После период од 3 години се случува пополека стагнира, цената пополека почнува да се крева и еве дојде до пред неколку месеци со нови бројки кои што никогаш не биле достигнати. Сега повторно ќе имаме пат, пак ќе стагнира, па пополека ќе почнат луѓе да купуваат. Следниот пат луѓе овие што се Wall Street, овие што се познативе, предвидуваат 2023 дека ќе биде следниот краш. Значи тоа е некој циклус од 3 години што значи до тогаш би можело само да расте. Така се предвидува сега. Пак луѓето на крајот на денот одлучуваат каква ќе биде цената и која ќе биде цената. Затоа се случуваат многу луѓе да манипулираат. Не знам како што беше со Илон Маск. Тој случај би сакал да појасни што точно се работи. А тоа луѓето го слушаат. Илон Маск ќе каже од утре ќе може да се користи биткоинот. И сите леле дај ќе се користи биткоинот, значи сите ќе сакаат да го купат, да јас да го купам пошто цената ќе му порасне. Јас ќе купам, ти ќе купиш, ти се брза се купам кола од Тесла. Да, и цената расте на биткоинот. После он ќе каже, пупу не важи, биткоинот не може да се користи. Леле нема да може, сега сите ќе продаваат, да јас прв да бидам што ќе продае пред да падне цената. Јас продам, ти продаш, и цената иде горе, цената иде доле. Некои дури шпекулираат дека он ќе купи, па ќе каже некоја добра вест, цената ќе порасне, он ќе продаде, па ќе каже некоја лоша вест за цената па да се врати. Дека го манипулираат маркетот. Дали за тебе тоа е манипулација? Дека сепак е негова слободна волја, зашто ако он го прифатил и ја дигнал цената, тоа значи дека он придонел за други луѓе да се збогатат што продале. Не знам овие работи легално како се во акциите, не сум сигурен како идат маркет манипулации и такви инсайдерски информации, мислам дека се казниви со затвори, со закони, криптовалутите нема уште закони. Дали е фер? Не знам, човекот си една позиција на мок, човекот е инфлуенсер, си ја користи мокта. Мислам дека имаше 2020 дека повеќе Тесла заработила, пошто Тесла купи биткоини, повеќе заработила од биткоините отколку што заработила од коли што продава за цела година. Од главната задача. Они тоа работат коли, продаваат, а остави повеќе од биткоинот заработиле. Зашто? Зашто овој пишал еден твит, два твита пишал и заработиле, значи збориме тоа се милиарди прашања, не се ни милиони во прашања. Дали е ферски, нека се одлучи секој човек. Сепак се базира на слободна волја, дали ти ќе инвестираш, дали ќе ризикуваш, дали ќе... никој на крајот на денот тебе не те пресилува ти да го купиш и не го продаш биткоинот. Едноставно чим искочи некоја вест, такви се случува во акциите која беше нели со вакцини, се шпекулира овие ќе почнат да произведуваат вакцина, си да купуваат. После си да продаваат и сега има шпекулации, луѓе некои се коцкаат, ќе слушна нешто, па има сега најнови работи се лажни вести, луѓе дури прават лажни вести за да придобијат некоја корист за такви работи. Купи-продај, има јутјубери што се познати со 100.000 200.000 сабскрајбери што ги прават истите работи. Знаеш дека негово видео би напумпала цена. Да. Ами има сакам да споделам, се викаат тие групи на англиски Pump and Dump, имаме на спомнато, пумпа и бегај, нема би се превело на некој начин. Што има цела мрежа од луѓе, збориме илјадници, 5-10.000 луѓе, што се договара, утре некоја паричка што е 0,0001 цент, некоја непозната, ајде почнеме да купуваме сите. Буквално сите 5.000 луѓе купуваат таа паричка, поврзани се со мрежа од јутјубери, блогери, радиостаници, леле ова е новата Dogecoin, ова ќе го бутне Dogecoin, ова ќе го бутне не знам какво, шиба миба и луѓето сите трчаат, гледаат дека има цената тренд на растење и кога ќе се улета масата, кога сите купуваат, цената експлодира нагоре и тоаш доаѓа вториот дел, памп, ја пумпаат цената, дамп, фрлаат, бегаат. Тоаш сите тие што се првите 5.000 луѓе ќе си продадат и си прават пари пута 10 од тоа што го вложиле, пута 100, знаеш, на 1000 евра ти да направиш 10 или 100.000 евра се ненормални пари. А што ако во моментот кога ќе го достигне врвот, нема кој да ја купи?
нема понуди или ретко се случува тоа? Не знам дали сум начекал криптовалутите, да нема кој да го купи, уште премногу застапени. Има некој пример акции, вика нас ги има, ти ги кажат ликвидни, неликвидни. Ликвидни, течни, демек ностоп се движи, има пазар, купи продај, секој ден купи продај, има некои акции што се случува еднаш неделно да се направи трансакција, еднаш месечно да се направи. Во криптовалути мислам дека особено овие попознативе има збориме илјадници трансакции у секунда. Дали затоа едните се стабилни, другите се нестабилни? Како криптовалути? Да. Па мислам дека ни една криптовалута не е стабилна. Не може. Многу Ама чи можеш лесно да направиш голем ќар, односно голем профит, тоа значи дека може и многу лесно да го изгубиш истото. Па да и не, види, ако ти не ја продадеш твојата криптовалута, ти ќе се имаш уште во паричник. Во дигиталниот паричник имаш пристап да можеш да ја продадеш. Да да направиме еден пример, јас сум купил Етериум на $4000, денеска Етериумот е $2000. Ако јас го продадам, јас ќе земам 2000 сум изгубил. Ако јас чекам и не продавам, ќе се надевам дека некогаш Етериумот ќе дое 5, 6, 7 $1000. Во моментот кога продаваш, тој момент се рачуна, во моментот кога купуваш и во моментот кога продаваш, тука се прави математиката дали си ти во плюс, дали си ти во минус. Има некои луѓе дека куѓе да ја изгубив ја на Dogecoin. Зашто? Зашто сум го купил на 70 центи, куѓата парите го продав на 10 центи. Па зашто си го продал? Уствари ако стигне до $5 да речам, тогаш си изгубил целата разлика што е помеѓу по Dogecoin што си купил, да. А тоа е тоа уствари, ако продаш на $1, ти уствари се ја добиваш таа разликата од 70 центи до $1. Тие се најбитни два моменти и кај акциите и кај криптовалутите, моментот кога купуваш и моментот кога продаваш. Добро, тоа сега ќе може да се кој се интересира повеќе да дознае на вашиот YouTube канал, би те прашал за во Македонија. Каква е оваа криптоманија би ја нарекол, што дали постои голема заинтересираност бидејќи конкретно емисијата на Код ја гледав за криптовалутите и копањето, мајнингот, беше толку песимистички поставено, толку дека тие валути само прават штета на струјата, на мрежите на ЕВН, дека тие пари само можеш да ги изгубиш и да бидеш зијан од тоа. Дали има луѓе кои вистински заработуваат во Македонија? Дали постојат голем број на копачи, дали постојат голем број на копачи? Ја гледав емисијата на Код и разбирам што кажува до некој момент каде што има некои копачи што премногу ги оптоваруваат, пример тоа домакинство е направено да не знам, зборам 10.000 вати да може да поддржи како струја. Тие ставаат машини што трошат 15.000 и се случува проблем да му снема на комшијата струја, да падне струја цело мало да падне и тие се реални проблеми. Али мајнингот како мајнинг е доста застапен кај нас. Што зборам многу повеќе застапен него што луѓето знаат. Дали тоа е легално? Па нема закон против тоа. Се што не е забрането е легално. Ние функционираме на систем, ако не е забрането, тогаш е легално. Затоа не постои закон, така да ништо не го забранува и по некоја математика би било легално. И не знам зашто не би било легално, пошто тоа е само компјутер кој си работи нешто кај мене дома. Не крадеш ти, не правиш. Имаат они проблеми со крадење на струја, тоа е точно. Па се сведува на тој момент мој твој и на тој момент на одржување на редот и дисциплината, кој треба да плаќа, кој не треба да плаќа, и тоа во Код го објаснува. Дали струјата штети? Да, сега штети, но ети самите криптовалути, проектите што ти кажував, се фокусираат да се намали бројот на копање, да се копат валутите на друг начин, да не иде преку компјутери, со исто многу комплексни теми што треба да се објаснат. Тие пробуваат исто до тоа го направат, тој тренд на трошење на струја да го намалат, на друг начин да се копаат криптовалутите. За сега најголемиот дел од нив се копаат со машини наречени, кои се всушност само компјутери помокни од обичниот компјутер. Сега ако добро се информирав, мислам дека и падот на биткоинот и случајот со Елон Маск беше баш поради наводно, нели, формално поради тоа што се користи премногу струја и премногу нееколошки извори. Да, има во Кина што има цело фарми ги вика тие, значи збориме цели магазини од 1000, 5000, 10.000 машини кои што црпат струја и хидроцентралите што произведуваат струја, они произведуваат главно од вода, од водата струја, но има и такви што произведуваат на струјата произведуваат на нафта, термоцентрали или како. Не сум ни толку навлеза како сега, но користат нафта, нафтата е штетна. И има издувни гасови, тоа штети за климатските, општо за климата, и сега сме во доба каде што луѓето се грижат за климата, се антиклиматски озонски дупки. Климатските промени се уствари како. Да, и тоа судир на интерес има тука и заради тоа
он е еден од тие што сака, нели он е, бидејќи за Илон Маск зборам, има електрични коли, да не бидат на бензин, да бидат на струја, да се избегне од нафтата и од бензинот за да се И би користи. се вратиле на она што го рече дека кој ќе го реши проблемот со ова Се копање така. на еколошки начин би бил повторно би бил некој што би можел да профитира. Така е, Ада Кардано е една од криптовалутите што сака да биде прва во тој сектор што нема да користи машини за копање. Етериум како втора најпозната исто го прави тој момент. Сега работа на таа фаза за да го исфрлат копањето со машини. Како се викаше паричка, имаше на друга зелена паричка што ја вика со хардис се копаше, не ми текно името, сега се блокирав, небитно, доста познати кај нас се копаат, да не биде преку графички кои влечат нову струја, туку со хард диск. Има и поново со радио сигнали ке може да се копа. Бара кој ќе го реши проблемот за да биде и тој прв што ќе го реши проблемот е исто многу важен момент. Самите и тие се сите компании криптовалутите, има компанија која што стои позади нив, која работи тимови, секојдневно веројатно, и од типот на програмери, од типот на маркетинг кои сака да стават нивната криптовалута да биде најпозната. Имам едно прашање бидејќи мора да превршувам уште малку од Давид Тристов, што мислиш за Тесла како компанија? Доколку воопшто имаш свое мислење? Не знам тоа што го прават. У Америка многу не ги сакаат поради тоа што прават и електрични камиони. А камионџиството е многу развиена индустрија во Америка, но многу камионџи има. И македонци многу. И македонци што се таму многу често работат како камионџи, а имаат они електрични камиони и камиони што возат сами, нели имаат и коли сами што возат и сега прават тестови кој упатен знае каде што иде од еден крај на Америка до друго без да има возач. Тесла тој тренд го поставува и други компании се приклучуваат, пошто на самата компанија не одговара да плаќа шофер, зашто кога може сам да оди камион. Али генерално вака се добра компанија, ете поради електриката, поради климатските промени, поради практичноста што ја нудат. Возило само да ти вози, ако сите возила, најчесто сообраќајките се случуваат поради грешка на човек, наместо грешка на возилото. Они може тој проблем да го решат во иднина, сега сме уште исто во рани фази. Човекот како Илон Маск е гениалец, мислам, нема тука, тоа се факти. Не само што работи во Тесла, нели работи и за SpaceX, што носат сателити во орбитата, што одат на Марса каде одат. Тие се некои футуристички што сме гледале само на телевизија тие работи, се трудат да ги направат реалност. Мислам дека се многу ќе. Па токму ќе се вратиме на тој муабет што го правевме преска околу богаташите дали ги заслужуваат своите пари, има и Илон Маск кружат и лјадници коментари каде што тој експлоатирал деца во Африка, дали нешто правил, значи не мора да се каже Може дали се точно. прави, но не може да се отцрнува еден човек на база на одредени шпекулации кои ни самиот не знаеш дека се точни, направил толку многу за човештвото, може да се рече. Па народ Мислам дека и криптовалута ќе однесе на Марс или на месечината, како беше. дека ќе качи исто така на месечината, мислам беше. Па на крајот на денот компанијата не може да биде успешна ако нема кој да купи од неја. Утрете сите ние да се договориме од Амазон, не купуваме, Амазон ќе пропадне. Џабе се они најбогати милиарди. Ето утре се договориме од ние на компанија од Илон Маск нема купуваме, Илон Маск ќе остане на улица. Тоа прашање на време кога ќе остане на улица. Така да иако има некој што може стварно има експлоатација, неаме ние како факт го неаме дали они стварно експлоатираат луѓе. На крајот на денот пак има луѓе што ќе појат ќе купат Тесла, пошто им решава некој проблем. Значи дека ако Може утре- понудиш, ако има кој да ти го купи, нема. Може утре ќе каже ќе те носам на одмор на месечината со ракета ќе те однесам таму и јас сакам знаеш, луѓето си гледаат за себе, сваќаш, мене јас сакам да имам месечината ќе си платам. Зборам за 10-20 години кој ќе биде можеби можно. Тоа е тоа што ги движи компаниите. А секогаш има има и многу ера на лажни вести у денешно време, имаме и од кај нас дигитални момци што беа од Велес, кампањата Трамп која победуваше, што направија многу лажни вести, што ширија пропаганда за да победи човек. Многу е таква, не знаеш Па што. тие испрпија на некој начин можноста што ја нуди ова дигитализацијата и глобализацијата, што Се многу ги меѓу сметат првите. како лоши термини, а всушност видете колку пари се слеа всушност во Македонија, колку Да. ја ставивме на картата на светот со една толку банална работа. Банална работа. И ете како што си има интернетот добри страни, има и темни страни. Колку што е како почнало како доба на информација, сега доаѓа во доба на дезинформација, каде што не знаеш на што да веруваш. И стварно е така и кај нас има многу и портали отвориш, не знаеш што е точно, не знаеш што не е точно. За нашиот можам да кажам дека ништо не се базира врз лажните вести. Тука би сакал да ја завршиме емисијата, иако имаме многу теми што би можеле да ги отвориме.
Се надевам дека пак би дошол да не гостуваш. Може сега. Ги повикувам сите да го заследат профилот Држи вода на сите социјални мрежи што се присутни. Ти благодарам на гостувањето, Дејан. Фала што ме викнавте. Да, само да соопштам, техничката реализација е на Горан Лазаровски, а видео стримот е задолжен Предраг Пантилов. Ова е Радио Лидер, 22 јуни, денеска е вторник. Се гледаме следниот вторник со уште една нова емисија. Пријатно.